Евангелие според Матеј, 2 глава. А кога се роди Исус во Витлеем јудејски, во времето кога царуваше Ирод, ете, дојдоа во Ерусалим мудреци од исток и рекоа: Каде е новородениот јудејски цар? Ја видовме неговата звезда на исток, па дојдовме да му се поклониме. Штом го чутоа, царот Ирод се вознемири и цел Ерусалим со него. И кога се собраа сите првосвештеници и книжници народни, ги праша: Каде ќе се роди Христос? А тие му одговорија: Во Витлеем јудејски, зашто така е напишано преку пророкот. И ти, Витлееме, земјо јудина, по ништо не си помал меѓу владетелствата јудини, зашто од тебе ќе излезе водач кој ќе го пасе мојот народ Израел. Тогаш Ирод тајно ги повика мудреците и го дозна од нив времето кога се појавила звездата. Па испраќајќи ги во Витлеем им рече: Одете и распрашајте се добро за младенецот и штом ќе го најдете, јавете ми за да дојдам и јас да му се поклонам. Тие, откако го изслушаа царот, си заминаа. И ете, звездата што ја беа виделе на исток врвеше пред нив додека не пристигна и се запре од озгора каде што беше младенецот. И кога ја видоа звездата, тие многу се зарадуваа со голема радост. И штом влегоа во куќата, го видоа младенецот со мајка му Марија и паднаа па му се поклонија. Потоа ги отворија своите ковчежиња и му принесоа дарови: злато, ливан и смирна. И откако Насон примија вест да не се враќаат кај Ирод, по друг пат заминаа за својата земја. А штом си отидоа тие, ете, ангел Господов му се јави на Јосиф Насон, велејки: Стани, земи го младенецот и мајка му, па бегај и во Египет и отстани таму додека не ти кажам, бидејќи Ирод ќе го бара младенецот за да го погуби. И откако стана, го зеде новороденчето и мајка му ноќно време и отиде во Египет. И таму остана до смртта на Ирод, за да се исполни реченото од Господа преку пророкот кој вели: Од Египет го повикав синот мој. Тогаш Ирод, кога виде дека мудреците го надитрија, се разгневи многу и испрати да ги погубат сите деца во Витлеем и по целата негова околина од 2 години помали, според времето што точно го беше дознал од мудреците. Тогаш се исполни кажаното преку пророкот Еремија кој говори: Глас се слушна во Рама, плач и ридање, и пискот голем. Рахила ги оплакува своите чеда и не сака да се утеши, зашто ги нема. А по смртта на Ирод, ангел Господов му се јави Насон на Јосиф во Египет и му рече: Стани, земи го младенецот и мајка му, и оди во земјата Израилева, зашто изумреа оние што ја бараа душата на младенецот. А тој, откако стана, го зеде младенецот и мајка му и дојде во земјата Израилева. Но кога чу дека во Јудеја царува Архелај, на местото од татка си Ирод, се уплаши да оди таму, и откако доби вест Насон, тој замина во галилејските предели. А кога пристигна, се насели во градот наречен Назарет, за да се исполни реченото преку пророците дека ќе се нарече Назареец.